Благодарам, председателе. Жалам што и овој амандман од низата на поднесени амандмани не се прифаќа од страна на владата. Имено да објаснам и на представникот на владата, но и за граѓаните дека се работи за мост кој што е во многу голема близина на автопатот Миладиновци-Штип и кој што е исто така во многу близко до претходно усвоениот амандман за место викано мало стопанство. И тоа би била една голема целина која што ќе допринесе за подобар и поквалитетен и живот и сообраќај и на сите стопанственици и на граѓани кои што ќе имаат и бизнис, но и живеат во близина на ова место викано отпад, бидејќи овој мост го да речеме забот на времето, а е во близина на овој автопатот, добро би било добро ќе беше владата да го усвоеше овој амандман, бидејќи имаме рекордно висок буџет од 5,5 милиарди евра и не знам зошто нема повеќе средства генерално за Источна Македонија и за Свети Никола и за Лозово. За жал ги одбивте сите амандмани. Кога има невреме, неретко се случува овој дел од градот да биде поплавен, да се направат големи штети и за жал, со години ги поднесуваме овие амандмани, но нема слух владата да помогне на локалната самоуправа, практично да ги децентрализира финансиските средства кои што ги зима од граѓаните и на Свети Николе и на Лозово, но и да подобри времиња, така да за неколку месеца од сега вие ќе бидете во темната страна на историјата и граѓаните на Свети Никола и генерално на Република Македонија ќе можат да ги добијат ветените средства, оние кои што навистина ги заслужуваат и да се направат големи инфраструктурни проекти. Благодарам.